во намалување на големиот финансиски дефицит во трговската размена со Русија, и тоа во услови на сложена економска состојба во светот. Но токму тоа е нашиот мотив за посилен поттик на македонските извозници кон рускиот пазар, особено на оние кои... Убавото обраќање кон нашите членки, кон сите нас. За да го завршиме овој работен дел, предвидено е и јас да се обратам, па се мислам дали гратис ќе ни ја дадат сега бинава што не искористивме, и јас одовде ќе се обратам да биде во линија со сите претходници. Темата е еднината на економските односи со Руската Федерација. Функционира. Почитуван амбасадор на Руската Федерација во Република Северна Македонија, Ваша екселенција, господин Сергеј Александрович Базникин, почитуван председател на Македонско-руската стопанска комора, господин Ѓорѓи Дика, почитуван директор на Македонско-руската стопанска комора, господин Дејан Бишлиев, почитуван почетен конзул на Руската Федерација, професор доктор Велимир Стојковски, почитувани представници на амбасадата, на министерствата, особено назначените на членките на Македонско-руската стопанска комора како најбитни чинители во целокупните овие процеси, почитувани представници на медиумите, благодарам што денеска сте тука со нас, почитувани останати присутни. Благодарам на поканата и ми представува особена чест што присуствувам денеска на оваа деловна средба по повод 14 години од постоењето на Македонско-руската стопанска комора, насловена со тема еднината на економската соработка со Руската Федерација. Мислам дека во особено значаен период и време се одржува истата и заради тоа навистина е на големо задоволство. Руската Федерација е значаен трговски партнер на Република Северна Македонија, затоа сметам дека оваа денешна деловна средба е добра можност да разговараме за сегашната, но и за идните чекори кои што треба да ги преземеме за зголемување на нашата трговска размена и искористување на потенцијалот на двете земји. Би сакал да потенцирам дека интензивирањето на економската и севкупна соработка ќе биде и централна тема на наредната седница на меѓувладината Комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка помеѓу двете земји, на која што сум копредседател од македонска страна, а која што наскоро ќе се одржи овде во Скопје, односно во 2019 година. Мислам дека ќе се согласи и амбасадорот дека заложбите на двете земји се насочени кон одржување на традиционално пријателски односи, низ еден активен диалог и со тоа темпо ќе продолжиме и во иднина. Тука би сакал да изразам голема благодарност до Руската Федерација, на вашиот председател за признавањето на новото уставно име на нашата земја, Република Северна Македонија, која што нота беше предадена пред само една недела во Скопје на председателот на владата. Оваа прилика ја користам повторно да кажам дека извозот на македонските земјоделско-прехранбени производи во Руската Федерација се одвива непречено, не постои никаков застој при влез во Руската Федерација на македонските камиони. Извозот на нашите производи во Русија бележи континуиран пораст во изминатите неколку години, а носички производи се овошјето, зеленчукот и цигарите. Во првите месеци од оваа година, според податоците на Државниот завод за статистика, е регистрирано зголемување на целокупниот извоз за 41%, а кај земјоделско-прехранбените производи само во јануари 2019, споредбено со јануари 2018, зголемувањето на трговската размера, односно зголемувањето на извозот на нашите производи е за 90% зголем. И тоа пресве се должи на извозот на јаболки по целокупниот овој период. Затоа Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе продолжи поддршката на македонските компании за промоција на нашите производи на рускиот пазар преку поддршката за нивен настап на најголемите сајми во Москва, како што се Продекспо и Светот на храната. Воедно, Министерството го финансира и Македонскиот дом во Москва, кој што го посетивме во претходниот период, со вкупна финансиска поддршка од околу 150.000 евра. Овој дом е важен не само од аспект на промоцијата на нашите производи, туку и за поврзување на македонските компании со руските и компаниите од другите земји. Паралелно,
ќе работиме и на збогатување на асортиментот на македонските производи, за кои што има интерес на рускиот пазар, како што се македонските вина и млечни производи. Сакам да искористам оваа прилика да ја истакнем успешната и активна соработка во целиот овој период со Македонско-руската стопанска комора, со која заеднички го планираме и реализираме пласманот на нашите производи на рускиот пазар и која представува важен посредник во поврзувањето на бизнис објектите од двете земји. А бројот на реализираните нови договори помеѓу фирмите во двете земји го потврдуваат истото. Мене ми е особено драго што успеавме да реафирмираме работата на меѓувладината Комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка помеѓу Република Северна Македонија и Руската Федерација, во која земјоделството представува значаен сегмент во разговорите помеѓу владите на двете земји. Оваа комисија нема одржано состанок, односно се нема состанато од 2014 година. Затоа може да кажем дека по средбата која што имаше амбасадорот минатиот понеделник и со председателот на владата, веќе се дадени насоки од премиерот за итно свикување на оваа меѓувладина комисија и јас како председател и Лидија Чедиковска како секретар во овој период ќе направиме сите напори да во најкус временски период во месеците што следат бидат подготвени сите материјали, бидат утврдени сите теми, бидат дефинирани приоритетите на двете земји за кои што треба да се разговара и оваа меѓувладина комисија ќе се одржи во следните неколку месеци во Скопје. Како што потенцираше и директорот на комората, и ние сакаме да бидеме еден успешен пример во кој што ќе ја реализираме и нашата интеграција, и нашите стратешки цели, но од особено значење за нас и за нашата земја е зголемувањето на економската и севкупна соработка со Руската Федерација и навистина ќе дадеме значаен акцент и фокус во тој правец. Меѓувладината комисија, амбасадор, е еден вистински инструмент со кој што ќе покажеме и докажеме дека по 5 години навистина сме спремни и двете земји да го држиме овој состанок кој што ќе продуцира конкретни идеи, проекти, ќе ја зголеми соработката, ќе ги изголеми бројот на договорите, на идеите, на можностите и потенцијалот кој што постои помеѓу овие две земји. Како председател на оваа комисија, еден од клучните приоритети на Министерството во периодот што следи е токму организацијата и ова свикување и организирање и одржување на меѓувладината комисија овде во нашата земја. За крај го честитам јубилејот на Македонско-руската стопанска комора, овој 14 годишен јубилеј, со која ќе ја негуваме и во иднина одличната соработка која што имавме и во претходниот период и го сакувам уште многу јубилеи и успеси и на комората, а особено на членките на комората, заради тоа што тоа е потврда на успехот и резултатите и на посветеноста на сите, кога токму членките на комората ќе работат на зајакнување на сите овие економски односи и кога ќе ги видиме резултатите низ бројки во периодот што следи. Јас сум убеден, да повторам, дека паралелно со сите процеси во државата ќе се одвива една засилена економска соработка и со Руската Федерација и ни е чест и задоволство што сме дел токму од овие процеси кои што ќе следат. Благодарам и нека ви честит јубилејот. На македонскиот дел на Руско-македонската меѓувладина комисија за трговско, економско и научно-техничка соработка. Почитуван господине Горги Дика, председател на Македонска-руска стопанска комора. Почитуван господине Дејан Бешлиев, извршен директор на Македонска-руска стопанска комора. Почитувани медиуми, почитувани дами и господа, драги пријатели. Срдечно ве поздравувам сите учесници на денешниот настан, кој секоја година се организира од страна на нашите почитувани колеги и драги пријатели, раководителите на Македонска-руска стопанска комора. Ви посакувам плодна работа.
За прв пат присуствувам на вашата годишна конференција. Сепак, са многумина од вас имав можност да се сретнам за време на посетите на македонските компании и фирми на чело со вас. Патем речено сум благодарен за гостопримството и можноста да се запознам со организацијата на производството. Другите сигурно ќе ги посетам во иднина. Ветив дека за некое време ќе успеам да ги посетам сите компании кои работат на рускиот пазар, што всушност представува глобален пазар на Евроазијската економска унија. Секогаш ги исполнувам моите ветувања. Убеден сум дека резултатот на нашите индивидуални контакти и колективна комуникација ќе постане решение на прашања што имат интерес за вас, креирани за нови предлози за проширување на соработка од заемна корист во економската сфера. Само неколку зборови за тоа што денес е модерна Русија. Ова е земја во динамичен развој. Председателот на Руската Федерација Владимир Путин ја поставува стратешката задача до 2024 година Русија треба да стане една од 5 најголеми економии во светот, додека темпото на економскиот раст треба да го надмине светските бројки, одржувајќи ја во исто време макроекономската стабилност. Ние сигурно се движиме во ова насака. Растот на бруто домашен производ во 2018 година изнесуваше 2,3%, рекордно ниво од 2012 година. Номиналниот износ на бруто домашен производ изнесува околу 1,6 трилиони долари, а по паритетот на куповна мок речиси 3,7 трилиони, односно повеќе од 25.000 долари по глава на жител. Локомотивите на стопанството се рударството, кој минатата година забележа раст од 4,1%, и преработувачката индустрија, која порасна за 2,6%. Вкупен износ на индустријското производство се зголеми за 3%, а прометот на трговијата на мало за 2,6%. За време на годината, девизните резерви беа надополнети за повеќе од 8%. Сега изнесуваат 482 милиарди долари. Трговскиот суфицит изнесуваше 190 милиарди долари. Историјскиот минимум 4,8% беше постигнат со невработеноста. Високотехнолошките индустрии, дигиталната економија активно се развиваат, физичката и информацијската инфраструктура се модернизира. Веќе ја споменав Евроазијската економска унија. Интеграцијата во рамките на оваа асоциација е еден од приоритети на нашата надворешна политика и економскиот развој. Трговскиот промет на земјите од Унијата со надворешните партнери се зголеми во 2018 година за 21% на 548 милиарди долари. Пред се поради зголемување на нашиот извоз. Ја гледаме главната стратешка цел на интеграцијата во обезбедувањето на одржлив раст на економиите на земјите членки на Евроазијската економска унија, во подобрувањето на благосостојбата и на квалитетот на животот на нашите граѓани. Руската Федерација и Република Северна Македонија се поврзани со повеќе годишни врски на пријателството. Културната и духовната блискост на нашите народи, заедничките историски традиции, создаваат солидна основа за развој на повеќе векторна соработка во различни области. Политичката, културно-хуманитарната, научната, социјалната и, се разбира, економската. Реализацијата на постоечкиот потенцијал на заедничката работа се промовира со конструктивен и пријателски став на владата на Република Северна Македонија, лично на премиерот господин Зоран Заев. Ние сме благодарни за вашата поддршка, господин Николовски, за продолжување на диалогот во рамките на меѓувладината Руско-Македонска комисија за трговска, економска и научно-техничка соработка, за продлабочување на заемно корисни врски во приоритетните сектори. Се надевам дека вашата активна, заинтересирана позиција ќе придонесе за побрзо исполнување на поставените задачи,
вклучувајќи го и интензивирањето на надворешната трговија, имплементацијата на инвестицијски проекти. Се радувам дека веќе има практични резултати од нашите заеднички напори. Македонскиот извоз во Русија порасна во јануари 2019 година за 41%, вклучувајќи ги земјоделските стоки за 90%. Подпишани се нови договори за набавка на вина од Северна Македонија за Русија, се реализира извоз на свежо овошје и зеленчук. Македонски дом во Москва работи ефикасно и, колку знам, наскоро планира да се пресели од трговскиот центар Food City во центарот на градот. Се очекува делегацијата од Россельхознадзор да ја посети Северна Македонија, што се наделаме дека ќе помогне да се реши ситуацијата со привремената забрана за увоз на некои видови на македонското овошје во Русија. Се разбира, Македонска-руската стопанска комора значително предонесува за овие достигнувања. Со нејзината активна работа можно е да се привлече вниманието на двете земји кон ветувачките области на соработка. Во февруари македонската делегација под раководство на комората учествуваше во најголемата земјоделска изложба Продекспо 2019. Следната посета на Русија ќе се одржи наскоро. Во април под покровителство на комората ќе биде организирана деловна мисија во Тулскиот регион. На есен ќе има уште една значајна изложба Светот на храната, каде што очекуваме и бизнисмени од Северна Македонија. Како што можете да видите, контактите се многу активни, што укажува на висока ефикасност на комората. Сепак, не треба да останеме таму каде што сме. Се уште имаме значителен нереализиран потенцијал за соработка. Се разбира, амбасадата и руските економски институции ќе обезбедат сестраната можна помош за напредување на деловната соработка меѓу нашите земји. Ние сме подготвени да соработуваме толку поинтензивно колку што сакате. Дозволете ми да им посакам на сите присутни успех во развојот на бизнисот, а на Македонска-руска стопанска комора нови достигнувања во зајакнувањето на заемно корисни трговски и економски односи меѓу Русија и Северна Македонија. Ви благодарам за вниманието.